Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sot për grupacionin e Promedikës dhe Sistina Oftalmologjisë, ku kemi të ftuar 3 personalitete mjeke të sferave të ndryshme, të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë spital, në këtë grupacion, dhe do flasin sigurisht për pjesën e terapisë fizikale dhe rehabilitimit, oftalmologjisë dhe dermatologjisë. Nder dhe kënaqësi që në studion ton të prezentoj përpara jush të 3 mjeket e ftuara sot në emisionin ton, specialist dermatovenerolog Ивана Панговска. Добро вечер и добро не дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и можноста за учество во вашата емисија. Благодарам многу. Физијатар доктор Александра Мрмевска. Добро ни дојдовте. Добро вечер, благодарам исто така за поканата и поздрав до сите гледачи. Благодарам многу. Gjithashtu në emisionin ton kemi dhe oftalmologen Sumeja Kasami Bipi nga Sistina Oftalmologjia. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Bravo Mariana, faleminderit për ftesën, është kënaqësi e ime të jem sot këtu me juve. Faleminderit shumë. Do me thënë me mjeket dermatolog dhe fiziatër do të flasim në gjuhën maqedonase, mirë po me Sumejen do të diskutojmë mjeken oftalmologe në gjuhën shqipe. Atëherë fillimisht ne kemi 3 pyetje të përbashkëta për mjeket e ftuara në emisionin ton. Ќе počnam so vas, Aleksandra. Često velime дека телото ни праќа сигнали. Од вашето искуство, кои се тие сигнали што луѓето најчесто ги игнорират? Од аспект на нашата специјалност, физикалната медицина и рехабилитацијата, телото често праќа голем број сигнали од самиот мускулоскелетен систем. Голем дел од популацијата се соочува со одредени болки во телото кои може да бидат во предел на зглобовите, тетивите, лигаментите, мускулите, прократени со утоци или ограничени движења, што понекогаш значително може да го наруши квалитетот на животот на пациентите во однос на обавувањето на нивните секојдневни работни активности, хобија и така натаму. Затоа е битно да го слушаме сопственото тело и навремено да ги припознаеме тие сигнали, навремено да се јавиме на преглед кај специјалист физијатар со цел да се превземат соодветни дијагностички и тераписки постапки во однос на овие проблеми и состојби. Благодарам, докторке. Докторка Ивана, вие сте дерматовенеролог. Зошто луѓето толку често чекаат пред да побарат помош, иако симптомите веќе им влизаат на секојдневнието? Знаете, јас сега малку по-генерално, по-обобштено би рекла од медицински аспект. Постојат низа причини, најчесто тие се комбинација на психолошки, емоционални и практични причини, кои што доведуваат да луѓето ги занемаруваат симптомите и го одложуваат одењето или посета на доктор. Првенствено би ја напоменала негацијата. Често пати, тргнувајќи од самата себе си, негираме одредени работи, велиме, ништо не ми е, ова ќе помине за краток период. Така што мозокот реагира на нашиот страв и до негдека ја супримира негацијата, ни е подобро да ја прифатиме отколку реалноста. Втората работа која што секако влијае за одложување на посетата на лекар е стравот од дијагноза. Значи, конечно, ако се соочиме со нешто и речеме што ако ова навистина е нешто сериозно. Да, парадоксално, но полесно ни е да веруваме во илузијата дека не е ништо, отколку дека е нешто. Секако секојдневието, брзиот начин на живење, потребите на семејството, децата, луѓето немаат едноставно време за самите себе. Негдека и недоволната информираност во однос или непрепознавање на симптомите кои што потенцијално може да бидат некогаш и витално загрозувачки. И секако тука низа практични причини од типот на финансиските средства или немањето доволно финанси за спроведување на одреден преглед, чекањето на ред или добивањето на термин за одреден преглед, или па понекогаш разочараност од делувањето на здравствениот систем. Но она што би го напоминала дека барањето на помош не значи безпомошност, туку напротив, самосвест и грижа за себе и за сопственото тело.
Gjithashtu me specializantën e oftalmologjisë mund të flasim pak më shumë në lidhje me atë se sot kemi një problem që njerëzit i vendosin vetes vetiu diagnozë përmes internetit e kështu me radhë dhe kjo e vonon edhe më shumë konsultën profesionale. Si e vlerësoni ju si mjekë këta? Po Harjana, kjo është një problem gjithnjë e më i shpeshtë kohëve të fundit, mirë po interneti mund të jap informacione të përgjithshme, por nuk mundet të vendoset një diagnozë nëpërmjet internetit. Kemi raste që vinë pacient që janë shumë të shqetësuar nga ajo që e kanë lexuar në internet dhe janë mjaft të friksuar, por kemi edhe disa lloj tjera mënyra ku pacientët mendojnë që është ndonjë gjë shumë e lehtë dhe nuk vinë në kontroll, janë shkalojnë kontrollat. Po duket sikur që vetëm diagnoza e saktë vendoset vetëm me kontroll nga ana e mjekut, sidomos për synin që është organ mjaft specifik dhe delikat, kontrolla vetëm te mjeku dhe diagnoza nëpërmjet mjekut. Po, sigurisht. Doktor Aleksandra, që почнем со вас, на стручниот дел. Кога болката во грб, врат или зглобови станува симптом, што бара поголемо внимание и консултација со доктор-специјалист? Да, значи, кај голем дел од популацијата се соочува со овие проблеми, со болки во зглобовите, грбот, вратот, значи, кои што може да бидат препратени со ограничени движења, со оток, и да ги ограничат секојдневните работните активности на пациентите. Често пати пациентите доста чекаат и овој проблем станува хроничен. И затоа препораката е навремено да се јават на физијатар со цел навремено решавање на овие проблеми. Овие проблеми може да се должат на дегенеративни промени во зглобовите и рбетниот столб, од типот на спондилозни промени, промени во дискусите, односно дископатија, потоа артрозни промени во зглобовите со стеснување на зглобниот простор и истенчување на самата зглобна рскавица, како и промени на околу зглобните структури, како што се тетивите, лигаментите и мускулите, каде што може да дојде до воспаленија во самите тетиви, во самите нивни бурзи или во некои случаи и околу самите лигаменти со појава и на оток, односно течност во зглобовите. Секако пациентот доколку забележи дека во текот на 2 до 3 недели не се смируваат симптомите, веќе треба да побара стручна помош со цел да превенира да овој проблем стане хроничен и да потоа и потешко и подолго време ќе треба за негов третман. Ќе зборуваме малку и за дерматологија. Доктор Ивана, кои промени на кожата луѓето најчесто ги игнорираат затоа што не болат? Така. Телото ни праќа симптоми. Велиме, кожата ретко кога вика, таа почесто шепоти, меѓутоа токму тие тивки симптоми, суптилни симптоми кои што со текот на времето стануваат поизразени, се практично симптоми кои што упатуваат на одредено предупредување дека нешто ни се случува и дека е време да се посети лекар, во конкретниот случај дерматовенеролог. Најчесто се промените кои што се доста актуелни во последно време, односно промените ненадени на пигментните лезии, на бемките или на младежите, каде што обично одиме по оној ABCD скоринг, каде што имаме промени во однос на асиметрија, рабови, промени во однос на бојата, пребојувањето, зголемувањето, значи за еден краток временски период настануваат промени во однос на зголемување на лезијата или незино елевирање. Овие симптоми упатуваат на еден од можеби најлошите кожни карциноми, а тоа е меланомот. Понатаму исто така постоење на лезии кои што се зацрвенати, препокриени со крустозни налепи кои повремено крварат, перзистираат подолг период, меѓутоа немаат тенденција на залекување или излекување, па од тука може да не упатува на постоењето на можеби најчестиот тип на кожен карцином кај луѓето, односно базоцелуларниот карцином или така наречениот базалиом.
одредени дисхромии од типот на хипопигментација или хиперпигментација, кои што не се резултат на само на фотооштетување на кожата, можат да упатуваат на промени во однос на одредени хормонални флуктуации и дисбаланс кои што ги предизвикуваат ваквите промени во однос на колоритетот на кожата. Промени од типот на опаѓање на косата, кое што може да биде од еден обичен емоционален стрес или анксиозност која што трае, но исто така до промени кои што се упатуваат во однос на хормонално нарушување на функционирање на тироидната жлезда. Така да имаме низа симптоми за кои што ние можеби и цела емисија би дискутирале, меѓутоа во главном ова се некои од најосновните, еве можеби уште да го додадам и на осипот или појавата на отекување на устните, јазикот кои што упатуваат на една алармантна ситуација во вид на алергиска, акутна алергиска реакција, било да е медикаментозна, било да е од храна, значи може би од ангиоедем кој што да биде од наследна природа. Доктор Сумеја, gjithashtu do të ndërlidhemi edhe me pyetjen e dermatovenerologës parafarsisht e njëjta por që i përket oftalmologjisë, cilat janë simptomet e para të problemeve me shikimin që njerëzit shpesh i injorojnë? Po, zakonisht simptomet e syrit shfaqen gradualisht dhe për këtë arsye në shumicën e rasteve janë të injoruara. Disa prej këtyre simptomave janë kokëdhëmbje, mjegullim i shikimit, sidomos në fund të ditës, humbja e fokusit kur lexohet nga larg afër apo e kundërta, dhëmbje e syrit, skuqje. Njerëzit zakonisht mendojnë se këto simptoma vijnë prej asaj që është lodhur syni apo prej se kanë punuar gjatë kohë në pajisjet elektronike. Mirë po, pikërisht këto janë shenjat e para që duhet të bëhet një konsult me okulistin dhe të vrehet prej nga po vjen ky problem. Zakonisht këto mund të jenë për shkak se ndonjë patologji refraktive apo ndonjë patologji tjetër të syrit, që realisht ka nevojë për kontroll mjekësor. Doktor Aleksandra, колку се сериозни симптомите како трнење, слабост во рака или нога или чувство дека телото ја нема истата сила како порано? Да, овие симптоми секогаш сериозно треба да се сватат, зависно и од нивниот интензитет. Најчесто симптомите на трнење долж раката или ногата се јавуваат во склоп на така наречениот цервико-брахијален синдром, кога трнењето е долж раката, или лумбоишалгичниот синдром, кога е долж ногата, што се должи на дегенеративни промени во орбитниот столб, значи во самите меѓупрешленски простори и меѓупрешленските, или како ние ги нарекуваме, интервертебралните дискуси. Овие дискуси со текот на годините, возраста и одредени активности трпат дегенеративни промени, при што доаѓа до дехидратација на дискусот, кој што ја губи течноста, водата во него, и може самиот дискус да се изобличи, тој така наречен прстен, значи во фиброзен прстен да пукне и да се излее течното јадро на дискусот и да настане така наречена дискус хернија, која може да се манифестира како протрузија или ако излезе повеќе од 50% од дискусот надвор и притисне на коренот на нервот, тогаш зборуваме и за екструзија. Тоа е најтешкиот тип на дискус хернија. Оваа дискус хернија го притиска коренот на нервот кој излегува од орбитниот мозок. Тие корени на нерви одат од вратот долж рацете, значи према плешката и раката се до прстите, а од лумбалниот дел од половината одат долж задникот и долж ногата и може да се јават овие симптоми на болки долж овие екстремитети пратени со трнење. Значи тоа најчесто укажува на овој тип на проблем, иако трнењето долж рацете и нозете може да се појави и кај други проблеми и состојби, како што се на пример невропатиите, кои може да бидат од типот на, значи тоа се веќе промени во самите површни периферни нерви, кои може да бидат од типот на идиопатски, каде што не се знае вистинската причина, или невропатика одредени за пациенти кои имаат други коморбидитети и заболувања, како што се диабетична невропатија и други типови на сензорни и моторни невропатии, кои пак на друг начин се третираат во однос на самите дискусерни. Кога
ќе се појави веќе слабост, значи во одреден екстремитет, рака, нога или во дел, зглоб и така натаму, веќе тоа е сериозен симптом. И тука треба брзо да се делува, да се направи веднаш преглед. Дел од тие пациенти, значи тоа веќе значи дека постои и поекстензивно, поголемо оштетување на нервот, кое што може да даде така наречен невролошки испад, значи делумна мускулна слабост. Со цел да не дојде до трајни промени, кога ќе дојде до ваква слабост, треба да се реагира, препораката е во првите 24 до 48 часа, да се побара помош од стручно лице, од лекар, специјалист, дали тоа ќе биде физијатар, ортопед или во некој случај тие пациенти ги препраќаме и на неврохирург, со цел да се направат соодветни испитувања и веднаш да се реагира во однос на оваа состојба. Доколку не се реагира веднаш, тоа може да остави и трајни промени кај пациентите. Значи, овие пациенти со вакви симптоматологии имаме повеќе видови на физикални модалитети, како и мануелни терапии на нашиот оддел со кои што ги третираме, но за тоа верувам ќе разговараме малку и понатаму. Да, добро. Докторке Ивана, дали чешањето, црвенилото или сувост што траат подолго може да бидат знак дека не станува збор само за чувствителна кожа? Да. Перзистирањето на симптомите од типот на еритем, црвенило, сува, ксеротична кожа и перманентен јадеж се секако симптоми кои што не упатуваат единствено на чувствителна кожа. Значи, се она кое што трае подолго од 2 до 3 недели, а се манифестира на кожата, дефинитивно бара преглед и соодветна терапија. Во прв ред тука можеме да зборуваме за екземот, за атопискиот дерматит кај малите деца, па и возрастната популација секако, кој што се карактеризира со одредена сувост, иритабилност на кожата, манифестација на одредени рагади, пропратено со интензивен јадеж кој што обеспокојува. Значи, така што па поготово интензивирање на симптомите со поддржаност на одреден алерген секојдневно во секојдневниот живот. Исто така црвенилото кое што трае на лицевата регија не е само чувствителна кожа, доколку се манифестира особено со печење и жарење на одредени временски вариабили на топло-ладно, со конзумирање на одредена храна, било лута или зачината, при емоционален стрес, а перзистира, значи првенствено започнува со еден, би рекла, транзиторен еритем, транзиторно црвенило кое што настанува понатаму перманентно или постојано, на која што основа може да се јават ситни капилари или така наречени телеангектазии, папулопустулозни формации. Тоа повеќе ни упатува на постоење на една состојба на розацеиформен дерматит на лицевата регија. Или пак постоење на некои еретемосквамозни плаки на одредени предилекции на телото, како лакти, колена, сакрален дел, скалп, промени на ноктената површина, со хроницитет манифестирани, со вариабили на повремено подобрување и влошување на состојбата, можеме да зборуваме за псориатични лезии. Можеме да зборуваме од типот на ексематозни промени, односно типот на контактен дерматит, кој што може би повеќе професионална диагноза кај одредени лица, така што со манифестација на изразено црвенило, повторно рагади, потенцирање на симптомите со секојдневната поддржаност на одредениот алерген. Така што пак ќе кажам, значи, не е само црвенилото, еритемот, сувоста и јадежот симптом дека е чувствителна кожата, туку навистина може да биде симптом на одредена патолошка состојба во дерматологијата. Да. Доктор Сумија, ju pak më herët përmendet disa simptome. Mirë po, a mund të themi që dhimbja e kokës, lodhja, ndjesia e rëndesës në sy është një shenjë se duhet të bëjmë një kontroll apo konsult me një oftalmolog? Absolutisht, këto janë simptomet më të shpeshta që shfaqemi gjatë praktikës së përditshme
tek ne. Dhimbja e kokës, sidomos në pjesën e ballit dhe pjesës së syve, e cila për ndjekjen e skuqjes të syrit, lodhje të shpeshtë të syrit apo pamundësia për të punuar përpara një pajisje elektronike, kompjuter apo telefon, është një shenjë që ka nevojë për kontroll oftalmologjike. Këto mundet siç theksova edhe më herët të jenë për shkak ndonjë lodhësie, por edhe për shkak të sforcimit të syrit, e cila ndodh për ndonjë patologji refraktive, e cila nuk është e korrigjuar dhe syri sforcohet, mundohet për të lexuar, për të parë më pastër. Gjithashtu gjatë kohë ndenjurit në kompjuter ndikon në thatësinë e syrit dhe gjithashtu edhe sindroma e syrit të thatë, që shpesh neglizhohet, por është mjaft problem senzitiv. Ndonjëherë din të shkaktoj probleme në sipërfaqen e syrit përfaqësore, që nëse nuk mjekohet si duhet në kohë dhe nëse nuk trajtohet, atëherë mund të lënë pasoja të gjithjetshme. Afatgjate, pa. Që zbruvame ušte malku i so fizijatër, zato što повеќе не интересира дискус хернија. Како се третира кај вас дискус хернија? Да, веќе кажавме неколку зборови што представува дискус хернијата и како се манифестира, како се третира. Значи, најпрвен се прави клинички физијатриски преглед на пациентот, кој што има комбинации на одредени испитувања и од областта на ортопедијата и неврологијата, како и физијатријата. И врз база на клиничкиот преглед се подготвува план и програм за физикална терапија и рехабилитација на пациентот. На нашиот оддел имаме тим од 4 физијатри и 12 физиотерапевти. Тоа е еден голем оддел кој располага со високо софистицирана технологија од најнов тип во полето на физикалната медицина и рехабилитацијата. Дискус херниите може да се третираат зависно од симптоматологијата и клиничката слика со примена на конвенционалната физикална терапија, која вклучува примена на голем број физикални модалитети од типот на електротерапија, магнетотерапија, ласеротерапија, при што поседуваме, тоа е единствени во Македонија класа 4 ласер, кој комбинира високо и ниско интензивен ласер, потоа ултразвучна терапија, така наречена сонотерапија, мануелната масажа, мануелните терапии. На нашиот оддел имаме двајца физиотерапевти кои се сертифицирани за примена на Юмеихо терапија, тоа е јапонска мануелна техника, која што комбинира масажни техники со акупресура и одредени мануелни манипулации кои се прават кај пациентот, што исто така дава одлични резултати кај пациентите со овој вид на проблеми. Вежбите се како неизоставен дел од терапијата, она на што обрнуваме големо внимание. Бија нагласила и примената на текар терапијата со радиофреквенции и нешто што на нашиот оддел е најново и за кое што сме единствени во регионот, кое почнавме да го применуваме од ова лето, значи од јуни 2025 година, а тоа е EMBS терапијата или терапија со магнетна резонанца, каде што тоа е германска технологија, каде што полето на магнетна резонанца се насочува конкретно кон третман на оштетеното ткиво, па така постои протокол за третман и на овие интервертебрални дискуси, со што се постигнува намалување на воспалението околу самата дискус хернија, се ослободува нервот од притисокот и се намалуваат, односно во голем број случаи постигнуваме и потполно да исчезнат симптомите кај овие пациенти. За последно, бија кажала, може би една од најважните терапии и третмани на дискус херниите, а тоа е терапијата со компјутеризирана спинална декомпресија, зашто на нашиот оддел поседуваме апарат за овој вид на третман. Со помош на компјутеризиран апарат се прави тракција на арбитниот столб, затоа што дискус хернијата во суштина е механички проблем. Тоа е механички притисок на самата хернија на нервот. Ние правиме тракција од неколку милиметри, каде што се создава вакуум и под дејство на вакуумот сакаме да го повлечеме излезениот дел од дискусот да се врати во својата нормална положба. И на тој начин терапијата со компјутеризирана спинална декомпресија или тракција представува еден неинвазивен и неоперативен третман на дискус херниите, при што успехот е некаде добар. Успехот и на нашиот оддел некаде кај 75 до 80% од пациентите имаме успех со оваа метода, со што на некој начин се спасуваат од
оперативен зафат. Да. Ќе зборуваме уште малку со докторка Ивана. Кога една бенка, дамка или промена на кожата веќе не треба само да се следи дома. Да, јас во едно од претходните прашања мислам дека го начнавме моментот на пратење на пигментните невуси или бемки на кожата. Така што кратко правило. Нешто кое што е релативно ново појавено, особено темна дамка кај возрасен пациент. Трпи промена постоечка лезија за краток временски период, раничка која што перзистира подолг период, препокриена со круста, повремено крвари, се секако едни од знаците каде што веќе симптомите дома не можете да ги пратите, туку е неопходна посета на дерматолог. И повторно ќе го ја напоменам на номенклатура која што ни е нас основна при детекција на да речем пигментни и непигментни кожни промени, односно тоа е ABCDE скорингот, каде што повторно напоменувам, значи асиметричност на лезијата, B се бордерс или границите, се означува на различен колорит, односно различна пребоеност на одредената лезија која што се испитува, D е диаметарот и означува евалуацијата, односно промената за краток или брз интервал. Секако дека значи интуитивно нешто треба да ви говори кога гледате дека е поразлично на вашето тело од се останато кое што го поседувате, или тоа е така нас наречениот знак на ugly duckling или грдото пајче. Една лезија која што отскокнува од сите останати е доволна причина за посета на дерматолог и спроведување на така наречениот дермоскопски преглед, која што апсолутно е неинвазивна процедура, каде што на многу брз, едноставен, лесен начин се мониторира, се прати лезијата, се востановува за што станува збор, така што на некој начин доколку е лезија за која што сме се грижале, а е, да речам, безопасна или бенигна, ни го враќа мирот и спојокојот, а доколку станува збор за некоја лезија која што трпи промени и оди во насока повеќе на карциноматозна лезија, навремено да действуваме. Да. Шпеш нам тоа, докторе, ќе да шохим шкандија, пика, осе ca ndryshime të papritura në shikim. Për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, për shkak se këto simptome vetëm se tregojnë që gjendja mund të jetë mjaft serioze dhe alarmante. Paraqitja e shkëndijave të dritës, xixa në fushën vizive, apo humbja pjesërishtme e shikimit ose totale e shikimit, si dhe paraqitja e pikave të zeza të cilat janë të shumërta në numër ose flutters që i lexojmë më së shpejti në internet, tregon që ka ndonjë problem në pjesën nervore të synit dhe duhet kontroll urgjente nëse mundet edhe të njëjtën ditë te mjeku oftalmolog. Për shkak se në kësi lloj rastes, nëse nuk intervenohet në 24 orë deri 48 orët e parat, mundet të humbet shikimi për gjithë jetën. Për këtë arsye, apelojmë që çdo pacient që i shef këto lloj simptomesh të shfaqet menjëherë të njëjtën ditë në kontroll. Tek oftalmologu. Докторке, дали главоболката, вртоглавицата или болката на вратот понекогаш може да биде поврзан со мускулно-скелетен проблем, а луѓето да не го препознават тоа? Да, секако. Ова се чести симптоми кај голем дел од популацијата кои може да се должат на повеќе различни проблеми. Односно, може да имаме повеќе различни причини за појава на главоболка, вртоглавица или болката во вратот. Врз база на обавениот преглед, ние утврдуваме дали кај пациентот проблемот е од мускулоскелетниот систем. Најчесто овие симптоми се јавуваат кај пациенти кои патат од проблеми во цервикалниот дрбет, во вратниот дел од дрбетот, од типот на спондилозни промени, значи тоа се промени во самите пришлени,
кои што со текот на годините и одредени активности трпат дегенеративни промени, потоа задните меѓупришленски зглобови се израмнува самата вратна кривина, знаеме. Голем дел од популацијата седиме пред компјутери, пред мобилни телефони, голем дел од денот сме во една седентарна положба. Така да, исто така, промените на интервертебралните дискуси, за кои што меѓупришленските дискуси, за кои што и претходно говоревме, и во склоп на тие спондилозни, дископатични состојби и проблеми може да се појават симптомите на главоболки, вртоглавици и болка и затегање и вкочањето во вратот. Секако, треба да размислуваме секогаш и диференцијално диагностички, затоа што главоболката може да биде и од друга причина и етиологија, па оттаму да се направи проверка на крвниот притисок во случајот на или некои други испитувања, препрагање, ако сметаме според клиничкиот преглед да се препрати пациентот кон некои од други одредени невролошки испитувања. Во некои случаи се прават и снимки на мозокот во како што се компјутеризирана томографија или магнетна резонанца, доколку тоа е индицирано кај некои пациенти. Потоа вртоглавицата може да биде асоцирана и со проблеми во увото, значи затоа често пати ги консултираме и оролоспецијалистите по оториноларингологија, за да се исклучи, значи се прават калорични тестови за испитување центарот за рамнотежа, доколку се исклучи дека проблемот е од увото или друга етиологија, тогаш ние знаеме врз база и на некои други рентгенографски и други испитувања, магнетни резонанци кои што се прават кај пациентите, дека проблемот е од тие спондилозни и дископатични промени, зашто треба навремено да се превземе соодветен третман на овие состојби. Докторка Ивана, сега ќе зборуваме нешто што сите не интересира. Многу луѓе имаат акни и во возрастни години, кога тоа е само естетички проблем, а кога може да укажува на подлабок дисбаланс. Акните се честа патологија во дерматологијата и ја засегаат не само младата адолесцентска популација, туку може да се појават, иако морам да напоменам поретко, но и кај возрастните групи. Во зависност нели од својата форма, во принцип кај возрастните оние, да речам, секојдневни или периодични акни се со блага инфестација или манифестација на еритемни папули, пустоли кои што се од привремен карактер, брзо поминуваат, не оставаат резидуи или лузни како што ние ги нарекуваме, се резултат на брзиот начин на живење, неадекватна козметика, хормонални условувања периодични кај жена, да речам, исхрана во глобала. Меѓутоа се поставува прашањето што е кај оние подлабоки или појако манифестирани акни кај возрастните, кои што најчесто се резултат на хормонални пореметувања. Првенствено мора да напоменаме дека тие имаат сосема една поинаква експресија. Главно се станува збор за едни цврсти, еритемни, црвени, болни нодуси или цисти, кои што генерално се јавуваат или се локализирани на брадата, подбрадокот и вратната регија. Перзистираат долг период, се повлекуваат, па повторно се враќаат, остануваат лузни секако. Најчесто станува збор за полицистичниот оваријален синдром кај жените, значи тие хормонални флуктуации, кои што првенствено треба да се санира примарното заболување, за да и имаме подобрување и на состојбата со лицето или генерално состојбата на кожата. Може да бидат резултат исто така на одредени пореметувања или нефункционалност на тироидната жлезда, секако, и повторно одредени лекарства, одредени дерматици неадекватни за соодветниот тип на кожа. Благодарам. Докторе, ще власиме да пак на лидија ме сюрине фата, është vetëm një shqetësim I lehtë apo mund të ndikojë ndjeshëm edhe në cilësinë e jetës? Kështu, syni I thatë zakonisht ose sindroma dry eye, nga pacientët njihet si një bezdi shumë e vogël,
por zakonisht ajo din të implikohet shumë në jetën e përditshme, për shkak se ka simptome siç janë kokëdhimbje, siç e çeka edhe më herët, skuqje të synit, lotim të synit, lodhja e syrit, si edhe nevoja për sforcimin e shikimit për të lexuar afër ose larg. Ndonjëherë pacientët kanë sikur një senzacion sikur kanë brenda në sy dhe kjo tan kohën e komplikon jetën e përditshme, sidomos gjatë drejtimit të makinës, gjatë punës ditore në ekran, apo edhe disa llojeve tjera pune gjatë ditëve. Kështu që shpesh lihet si një bezdi e vogël dhe nuk bëhen kontrolla adekuate dhe në kohë të duhur dhe mundet të ndikojë mjaft në pjesën sipërfaqësore të synit, të lënë ndryshime afatgjata, të cilat do duhen edhe më të tjerë dhe më shpesh të mjekohen. Doktorke, kako, da li tretirate повреди на мускулниот скелетниот систем и на кој начин? Да, на нашиот оддел секојдневно третираме голем број пациенти, било да се тоа рекреативни, па и професионални спортисти, кои имаат одреден тип на повреди на мускулоскелетниот систем. Најпрво правиме еходиагностика, ултразвучна диагностика на мускулоскелетниот систем со цел да се утврди локализацијата и типот на повредата. Со помош на ултразвучниот преглед, значи може да се визуализира зглобот, дали постои течност во зглобот, како и околу зглобните промени и структури, односно дали постојат одредени промени во околните тетиви, лигаменти или мускули. Мускулоскелетните повреди, значи, може да бидат од типот на исчашувања, значи дисторзии во зглобовите, контузии, значи или удари, зашто постои механички удар во зглобот, што е често при контактните спортови, но може да биде и при одредени падови и кај индивидуалните спортови. Потоа може да се појават парцијални или делумни руптури, односно кинења на лигаменти, тетиви или пак на мускулни влакна. По обавената ултразвучна диагностика и доколку треба понатаму се насочуваат пациентите кон дополнителни испитувања во одредени случаи, како рентгенграфија или во некои случаи магнетна резонанца, по добиените наоди и утврдената клиничка слика, ние подготвуваме план и програм за третман на овие пациенти. При што покрај конвенционалната физикална терапија со физикални модалитети, која што ја напоменав, значи тука се прицел ласеротерапијата, електротерапијата и текар-терапијата. Ласеротерапијата и текар-терапијата со радиофреквенции се применуваат уште во акутната фаза на повредата. Ние поседуваме радиофреквентна терапија која има биостимулативно дејство, каде што уште текарот може да се примени уште во првите 24 до 48 часа од настанокот на повредата. Значително брзо ги отстранува отокот, воспалението и ја забрзува репарацијата и регенерацијата на оштетените ткива, со што ние практично веднаш ја започнуваме кај пациентот физикалната терапија и рехабилитацијата. Кај одредени повреди треба да се почека, постојат повреди кај што треба можеби да се имобилизира зафатениот екстремитет, да се направи малку пауза, мирување, па потоа да се отпочне самата физикална терапија, потоа тука се и другите модалитети кои ги напоменав, ултразвучната терапија, мануелната дренажа, потоа криотерапијата со компресија, значи ладење со компресија на зафатениот дел од телото, што има исто така противвоспалително дејство и енергетски ефект. Секако вежбите за враќање на опсегот на движење во зафатениот екстремитет каде што е повредата и вежбите за зајакнување на мускулатурата, како и работната терапија, неизоставен дел од рехабилитацијата на секој пациент, па и во поглед на овој тип на повреди. Потоа, тука и претходно што ја напоменав, најновата инвесте терапија со магнетна резонанца, каде што постојат протоколи со кои што можеме со помош на магнетната резонанца да третираме и повреди на лигаменти, мускули и тетиви, па дури и повредени нерви. Значи постои протоколи за повреда на периферни нерви, некогаш и тоа се случува во рамките на овој тип на повреди. Значително брзо има регенеративно дејство и значително брзо ни забрзува самата рехабилитација, може да се комбинира и со другите физикални модалитети. Во подоснежната фаза на третманот на спортските повреди може да се примени и така наречената шоквейв терапија, или тоа е терапија со ударни бранови,
Тоа е посебен тип на апарат каде што во субакутната и хроничната фаза на повредата, каде што често пати кај мекоткивните повреди, например, скинат мускул, скината делумно прекината тетива или скинат мускул, каде што веќе настанала делумна или целосна санација, но останало некое ожилно сврзно ткиво, кое што ја попречува потоа нормалната функција, да речеме, на тој мускул, се преминува оваа терапија која што ги разбива тие сврзни ткива, тие лузни во мускулите и овозможува да ние ја вратиме нормалната архитектоника на тоа ткиво и да може тој рекреативен или професионален спортист во целосна сила, значи потоа да се врати на своите тренинзи и на своите надпреварувања. Исто така, во третменот на повредите на мускулоскелетниот систем, на нашиот оддел располагаме и со примена на така наречената ПРП терапија, или тоа е терапија со плазма збогатена со тромбоцити. Таа се спроведува на тој начин што се вади венска крв од пациентот, се центрифугира на одреден број вртежи по одредени протоколи и се издвојува таа плазма што е збогатена со тромбоцити. Овие тромбоцити, поедноставно, значи ќе го кажам, ослободуваат така наречени фактори на раст, кои што имаат регенеративно дејство. Докажано е дека имаат регенеративно дејство и на самата раскавица, но и кај мекоткивните повреди, кај руптурите на мускулите, тетивите и лигаментите, потоа таа плазма значи се вбризгува или во зглобот, значи од страна на физијатар, или во околу зглобните структури, во самиот мускул, околу тетивата, во самата тетива, зависно кај се наоѓа самата повреда. Се прават 3 апликации на расстојание, сега тоа е индивидуално, може да биде на расстојание некогаш од 2, 3 или 4 недели, што значително го забрзува самиот процес на регенерација и репарација на ткивата. Кај повредите на меките ткива, препорачливо е во првите 48 до 72 часа веднаш да се аплицира оваа ПРП терапија, со што значително се забрзува и рехабилитацијата понатаму кај овие пациенти. Да. Доктор, ке се зборуваме малку и за косата. Дали ненаденото опаѓање на косата е симптом што треба посериозно да се свати? Да, секако. Опаѓањето на влакнените фоликули е симптом кој што треба да се проследи, можеби не од некоја круцијална важност, но сериозно упатува дека нешто во нашиот организам не е во баланс. Така што наглото или дифузно опаѓање, така наречената алопеција дифуза или телоген ефлувиум, најчесто е резултат на постоење на одредено жариште, ние велиме, во организмот, каде што обично испитуваме нивото на хемоглобин, серумското железо, понатаму феритинот, во насока на постоење на една сидеропенична или железодефицитарна анемија. Понатаму исто така испитуваме или прашуваме, го прашуваме пациентот, дали во животот пател од ангини, тонзилит, па имаме можност да испитуваме или да го бараме тој фокус жариште при испитувањето на антистрептолизинскиот тест, односно на циркулирачките антитела кон стрептокок. Многу често оваа дифузна алопеција се јавува при манифестација на одредени инфективни состојби, било да се тоа бактериски или било да се вирусни. Само би ја напоменала состојбата при COVID пандемија, кога се соочувавме со голем број на вакви дифузни алопетични жаришта. Исто така може да биде резултат на низа хормонални условувања, било да станува збор на флуктуации во однос на женските, машките полови хормони, било да станува збор на нивото на тироидните хормони. Жената исто така во својот постпартален период или да речам после породувањето и во периодот на лактацијата, исто така може да се соочува со таква нагла или поинтензивно опаѓање на влакнени фоликули. Но постои еден друг вид на алопеција, која што ние нарекуваме алопеција ареата, или тоа се јасно ограничени кружни жаришта на опаѓање на влакнени фоликули,
кој што етиолошки не секогаш можеме да го најдеме причинителот. Главно може да биде од автоимуна природа или поврзано најчесто со флуктуации на нивото на тироидните хормони, меѓу другото и поврзано со Хашимото тироидит. И третиот вид секако на алопеција, тоа е она, да речем, генетски детерминирана или андрогенетска и машки тип на келавост, каде што во основа бараме нели нормално фамилиарна предиспозиција или генеза за истата такво опаѓање на влакнени фоликули. Докторе, ще власиме да пак пред пиесен офталмологике. Циле ќе симптомет на офталмологија që do t'i konsideronit si alarm dhe për kontroll urgjent oftalmologjik? Simptomet që duhet të shifen si alarmante janë humbja pjesërishme apo totale e shikimit, shfaqja e dritave të shkëndijës në fushën vizive, paraqitja e pikave të zeza që janë të shumta në numër, presioni madh i syrit, dhimbjet e syrit dhe skuqje shumë e syrit që shkon me dhimbje të madhe të syrit. Zakonisht këto janë një ndër gjendjet më alarmante të syrit, të cilat tregojnë që ka probleme në pjesën nervore të syrit, gjëgjësisht retinës, dhe kërkojnë mjekim të menjëhershëm, brenda 24 deri 48 orë. Tjetër sëmundjet që indikojnë këto janë glaukoma akute, cila është një diagnozë mjaft specifike dhe duhet të trajtohet, të mos të lihet për shkak se mund të bënë dëme të afatgjate. Gjatë këtyre, nëse shohim se pacientët ankohen në këto lloj simptome, atëherë patjetër duhet bërë një kontroll në bebzat të zgjeruara me lupa specifike dhe të shifet ku është problemi dhe që të mundet të trajtohet për kohë më të shpejtë. Faleminderit. Doktorke, da li sproveduvavte post-operativna rehabilitacija i što vključува to? Да, секако на нашиот оддел се спроведува постоперативна рехабилитација, после оперативни зафати, најчесто во подрачјето на ортопедијата, ортопедски и травматолошки проблеми, тоа се состојби после оперативен третман на повреди, скршеници на коски, како и повреди на меки ткива, како што се, например, лигаменти, тетиви или мускули. Например, постоперативна рехабилитација често имаме пациенти со третман на после лигаментопластика на предниот скрстен лигамент на коленото или повреди на одредени лигаменти или тетиви во пределот на рамениот појас, потоа повреди како што се парцијални или целосни руптури, скинање на ахиловата тетива, кои мора да се третираат со оперативен зафат, како и останати видови на хируршки третман. На нашиот оддел имаме протоколи зависно од типот на повредата и видот на оперативниот зафат. Си постои протокол за секоја регија и за секој тип на повреда, како тоа се третира. Понекогаш екстремитетот постоперативно неколку недели се држи во имобилизација, зависно од типот на повредата, а потоа се започнува со физикалниот третман и рехабилитацијата. Покрај класичните физикални модалитети, неизоставен дел, многу битен дел од оваа рехабилитација е примената на вежби и работна терапија, на која обрнуваме посебен акцент. Овие пациенти на нашиот оддел поминуваат дневно некогаш и по 2,5 часа, дневно има терапија, значи навистина и има индивидуален пристап. Значи физиотерапевтот вежба 1 на 1 со пациентот, при што докторот физијатар е секогаш на располагање за контрола или било какви совети, прашања и консултации. Сите оние модалитети од типот на електротерапија, лазеротерапија, магнетотерапија, сонотерапија, зависно, значи дали имаме имплантирани некакви остеосинтетски материјали, односно метални импланти, од типот на плочки, шрафови, кој тип на импланти се поставени, врз база на тој се одредува кој физикален модалитет што може да се примени кај тој пациент. Во склоп на МПС терапијата, која напоминавме, терапијата со магнетна резонанца, исто така постои протокол пост-срџери, кој што е за постоперативен протокол за третман во траење, кој може да биде во траење од 5, 7 или 9 часа, по 1 час дневно се применува оваа терапија
и која во комбинација со класичната физикална терапија и вежбите значително брзо се постигнува репарација и регенерација, се забрзува самата рехабилитација кај пациентите. Така што голем број пациенти третираме и на овој начин. Да, добро. Кои симптоми на кожата, докторке, луѓето често ги лечат сами или со интернет, а се прават повеќе проблем со тоа? Така, пациентите обично сакаат многу едноставно да имаат брза терапија или па често пати сугестибилно од други луѓе, од други пациенти кои што одредена терапија делувале, посегнуваат по одредени лекарства, кои што во основа не значат дека е адекватното решение токму и за нивниот проблем. Така што, например, одредени проблеми со акни ставаат одредени разни типови на хемиски пилинзи, разни ретиноиди, дерматици неприлагодени за соодветниот тип на кожа и соодветниот проблем, кои што го поседуваат, па ја прават состојбата дури и полоша. Понатаму одредени исто екзематозни промени кои што сметаат дека можат со надри лекарства, со одредени, да речам, козметски препарати да ги решаваат, каде што повторно замаскируваат одреден симптом и на тој начин дури го одолговлекуваат добивањето на правата помош и правилната терапија. Така што клучно е прашањето на навремено доаѓање на лекар, правилната диагноза, воспоставување на правилната диагноза и одредувањето на адекватниот тип или протокол за нивно лекување на одредена состојба. Doktor Eshte, për fund, a ekzistojnë sëmundje të syrit që përparojnë në heshtje pa simptome të dukshme që nga fillimi? Po, absolutisht, dhe kjo është një sfidë shumë e madhe në oftalmologji. Njëra prej tyre që kisha dashur ta cek është glaukoma, apo të themi sëmundja e lartë e syrit, tensioni i lartë i syrit, e cila quhet edhe si hajdut i heshtur i shikimit. Kështu që karakteristike për të është që në fillim nuk shfaq asnjë lloj simptomi dhe pacientët mendojnë që shikojnë mjaft mirë. Mirëpo kur vinë në kontroll në fazat më të avancuara, ne vrejmë ndryshime mjaft të mëdha në fushën vizive dhe që nuk mundet më as të kthehet ajo që është shkatruar më herët. Për atë arsye, kontrollat e të rregullta dhe kyçe në oftalmologji janë më se të mjaftueshme, pikërisht për këto sëmundje që nuk shfaqin simptome në fillimet e tyre. Doktorke, mnogo luѓe живеат со хронична болка со месеци. Во кој момент ќе издржам веќе не е добра стратегија? Па, ќе издржам никогаш не е добра стратегија. Точно е тоа дека голем број од пациентите кај нас се јавуваат веќе кога болката трае многу долг период, не само со месеци, некогаш и година, две и повеќе. Значи, доста доцна. Кога веќе се работи за повеќе од 3-4 месеци, тоа ви е веќе хроничен тип на болка. Често пати пациентите се адаптираат и на болката од ограничените движења, она што ги на некој начин делумно оневозможува, ги попречува во однос на нивното секојдневно функционирање. Си велат ништо не ми е, ќе издржам и така натаму, меѓутоа со тек на време овие симптоми се интензивираат и нивните ограничувања стануваат поголеми. Така што имаат се повеќе проблеми во однос на функционирањето, дали е тоа отежното одење, одење со накривнување, неможност за обавување на одредени активности, болка при одење по скали, неможност да изводи поголеми дистанции поради одредени болки во крстот, нозет и така натаму. Потоа проблеми со рацете, со горните екстремитети, слабост во шаките, неможност за извршување на сите активности во текот на денот, било да се тоа работни, хобија, секојдневни и така натаму. Значи, често пати својот прак на болка го прилагодуваат пациентите и доста издржуваат, особено можам да кажам женската популација.
и доцна се јавуваат на преглед кај физијатар. Затоа препораката е значи навремено јавување, ако во тек на 2 до 3 недели вашите симптоми не се повлекуваат, симптомите во областа на мускулоскелетниот систем, јавете се на преглед кај специјалистот физијатар, направете консултација, затоа што секогаш оној проблем кој што е акутен или субакутен, значи во раната фаза многу побрзо потоа и на полесен начин го решаваме со помал број терапии и помалку денови терапија, отколку ако веќе преминем проблемот во хронична фаза. Кога и самиот третман е подолго траен, бара и многу повеќе упорност, значи и трпение од страна на физијатрите, физиотерапевтите и самите пациенти. Да. Кои се симптомите што бараат преглед без одложување и која ќе беше вашата препорака? Така, постојат симптоми кај кои што немаме компромис и посетата на доктор е неизбежна и представува императив. Една од најургентните состојби во дерматологијата е, да речам, анафилактичниот шок, ангиоедемот и акутната уртикарија, каде што неопходно е брза посета на лекар и интервентно давање на соодветна терапија. Понатаму исто така неодложност барат промените на кожата од типот на, повторно ќе ги напоменам, пигментни лезии, кои што нотираат промена во својот големина, промена во својот колорит, промена во однос на елевацијата, крварењето, ранички кои што перзистираат долг период, пигментни дамки или лонгитудинални ленти под ноктот кои што може да упатуваат на сублингвален меланом, понатаму осип придружен со некои општи симптоми на температура, болка, црвенило, каде што може да биде знак за одредена инфекција, меѓу другото и тип на алергиска реакција повторно, понатаму болка на одредено подрачје на кожата, оток, црвенило, жарење и перзистирање, да речем, на тие пламени јазици кои што може да упатува на некој целулит и слично. Да. На што се должи ограниченото движење, вкоченост наутро или чувство на нестабилност и дали постои можност да се третира? Да, секако. Голем број пациенти се жалат на овие симптоми. Ограничената подвижност во зглобот, пратена никогаш со оток, воспаление и нестабилност, е резултат на почетните дегенеративни промени во зглобовите и околу зглобните структури или така наречени артрозни промени, кои значи може да бидат од дегенеративен карактер, но понекогаш може да бидат и од воспалителен ревматски карактер, во склоп на воспалителните ревматски заболувања, што се веќе една друга група на заболувања, автоимуни од типот на ревматоидниот артритис и други заболувања, веќе кои што се доста посериозни, со посериозен тек и последици, како што може да бидат трајни деформитети во зглобовите, оштетувања и на внатрешни органи и така натаму. Она со што најчесто ние се среќаваме е остеоартритисот или артрозните промени, најчесто во пределот на колената, потоа рамото, скочниот зглоб, во пределот на арбитниот столб, веќе ги напоменавме, изборувавме за тоа. Така што овие состојби, значи со навремено јавување на специјалист физијатар, во најголем број од случаи се третираат конзервативно и успешно со примена на физикални модалитети, со примена на физикалната терапија. Доктор Ки, благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Ви благодариме многу. Faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar shikues, në këtë emision kemi folur në lidhje me disa patologji, me disa simptome, me disa trajtime të cilet kryen në grupacionin Promedica dhe oftalmologjia Sistina. Besoj që për çdo eventualitet ju mund të merrni shërbimet mjekësore në këtë grupacion. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi javën tjetër. Mbetësi me shumë shëndet. Mirupafshim.